сега сме јануари, ама тоа е по иницијатива на градоначалникот на општина Кавадарци, господин Митко Јанчев. Тоа е почнато веќе 6-7 месеци наназад. Добро. Значи, малте не од кога завршиме лани со 79 годишнините од 12 деца, веднаш почнаме да се подготвуваме за големиот јубилеј, 18 години од масакрот. Оваа година ќе биде малце побележито, Добро. малце повеќе, со многу побогато, збогатено со една спомен сома која што вчера и градоначалникот најави. Тука спомен сома. музејска поставка. Да. Со работи кои што ќе бидат за 12 деца. Се работе исто така на изработка на бисти. Да, за сите 12 деца, 12 бисти. Добро. И во процедура е и многу брзо ќе почне да се снима документарно игран филм за 12 деца. И редно беше. Да. Јас ќе кажам околу овој мојот дел, документарно играниот филм всушност ќе биде повеќе документарен. Играниот дел ќе биде многу краток со некои секвенции кои што сакам јас да ги доловам. Да ги вметнеш во документацијата, добро? Да ги вметнам во документацијата за да добиеме на посликовит начин што се случувало. Документарниот дел ќе биде од почетоците револуционерни на Ваташа, значи од некогаш многу далеко до Втората светска војна, после тоа ќе биде... Ваташа не е случајно не е револуционерен само од 41 до 45-та. Добро. Ќе бидат опфанати во тој документарен дел Втората светска војна и Леденското востание, нормално, со многу кратки пораки, ама акцентот ќе се задржи нормално на 12 деца на настанот. За жал, еден од најголемиот, ако не и најголемиот познавач на историјата на Кавадарци пред извесен период почина, Чко Петар Камчевски, исто многу драг пријател, голем соработник. Голема чест беше да се соработува со него, нека му е лесна земјата. И он беше замислен како битен дел од филмот. Се извинувам, да, битен дел. И во документарниот како човек кој што ќе се појави и ќе каже, што знае најмногу од сите у цела Македонија за тој настан и за многу други настани поврзани за Кавадарци, Ваташ и Тиквешијата. А и како соработник во самото сценарио. Стручен човек. Да, во самото сценарио. Ќе биде малце потешко сега, нормално, меѓутоа нема да се обесхрабриме, туку напротив и во негова чест плюс еден мотив, плюс да направиме еден добар документарец за 12 деца, за тоа што заслужуваат, за тоа што во овие 18 години има документарни записи, материјали од поранешната радио телевизија Скопје. Има нешто. Најчесто. Ама нема вака комплетен. Нема проект кој што нели почеток документаристички не е придено така. Да си ми жив и здрав, да. Ова ќе биде малце по-професионално, по-уметнички. Пак ќе кажам, ќе завршиме повеќе на документарниот дел за да прикажеме вистината за тие 12 деца. Вистината, збор не дека нешто се криело до сега, ама многу малце луѓе знаат за целата комплетна приказна. Сега еве да прашаш една анкета низ градот да поминиш, они знаат дека се децата стрелани и тоа е. Никој не знае што
Кои били они? И кои биле они и шо предходело пред стрелањето и шо би како било за време на мачењето, за време на стрелањето, кога почнале пукутниците, значи тие работи ја сакам да ги го знае јавноста, да. Имаме многу материјал. Добро. Имаме мој материјал кој што јас сум го збирал години назад, нели кога 16 јуни се чествуваат 12 деца, јас сум скоро секогаш присутен таму, најчесто како и во организацијата и во водителскиот дел. И ете, сум се присетил пред неколку години да земам по некоја изјавичка од жените кои што беа присутни на настанот, значи 4 девојки кои што за среќа избегнале таа катастрофа, таа трагедија, куртулирани што викаме буквално у последна секунда. Така да материјали имаме ресурси. Че стигнете ли за 5? И човечки, че стигнеме, да. 5 месеци. Да. Стигаме 100%, затоа што ти викам, ова се подготвува многу порано. Почнато ни е многу порано да се подготвува. Идејата на градоначалникот, моја, на тимот кој што градоначалникот го одбра, еден работен тим, кој што професионално преубаво си ја врши секој својата задача во својот дел, за спомен собата или за бистите, исто монографија ќе се прави, да. Во тој одбран тим се почна на време, значи што е многу битно, се почна на време, значи цела една година имаш подготовки, имаш време да собираш материјали и пак ќе кажам идејата наша на градоначалникот и на советот и на нас како работна група беше да биде целосно кавадаречки проект, ваташко кавадаречки проект. Глумците ќе бидат од кавадарци од Ваташа, снимателите ќе бидат од кавадарци од Ваташа, монтаж ќе биде наша, значи се од предпродукција, продукција, снимање, постпродукција, монтажа, се ќе биде кавадаречко. Чисто кавадаречки производ, кој што ќе остане за векови, јас верувам. Тоа ќе биде голем собир на 16 јуни? Ќе биде голем собир, да. Ќе биде голем собир, додека самиот филм ќе се проектира на 15 јуни вечерта. Во Ваташа? Во Ваташа, да, во спомен домот, кој што го носи името на 12 Скоевци, да.